Внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Ова е реченицата која секојдневно ја слушаме, но многу ретко кога некој го разбира значењето на оваа реченица и се придржува кон ова. Секојдневно во билтенот на МВР може да се прочита колку граѓани биле тешко или полесно повредени и колку го загубиле животот во сообраќајни несреќи, кои за жал секогаш настануваат поради невнимание и непочитување на правилата за возење, бидејќи улиците и патиштата се користат како стази за достигнување огромни брзини. Постепено се менува перцепцијата за дозволена брзина во сообраќајот, па се добива чувство дека прекршувањето на правилата за ограничување на брзината е нормално, очекувано, оправдано, па дури и потреба. Брзиот и динамичен живот, бројните обврски, постојаниот недостаток на време не е и не може да биде оправдување. Најчесто оправдување кое го користат возачите кои возат брзо е брзав за да стигнам на време. Но дали навистина брзото возење ќе донесе и заштеда на време? Што ако сите брзаат и не ги почитуваат правилата во сообраќајот? Дали тоа ќе овозможи безбеден и фреквентен сообраќај или ќе продуцира сообраќајен хаос со голем број повредени и загинати лица? Дали добиеното време е толку драгоцено за да го ризикувате сопствениот живот, животот и здравието на вашите најмили и воопшто животот на кој било учесник во сообраќајот? Доколку сте возач, треба да знаете дека брзото и агресивно однесување во сообраќајот изнудува грешки кои завршуваат со фатални последици. Статистиката покажува дека минатата година во Република Македонија 72 лица, односно 46% од вкупниот број загинати лица во сообраќајни незгоди се последица на брзо возење. Во 2017 година повеќе од половина од настраданите лица во сообраќајните незгоди во Европа настанале поради пребрзо возење. Инаку во Република Македонија брзината на движење на патиштата е ограничена во зависност од условите на патот и истата е одбележана со соодветен сообраќаен знак. Глобата за непочитување на оваа законска обврска изнесува и до 400 евра. Надлежните им порачуваат на возачите да се почитува пропишаната брзина, да се проверуваат гумите, без SMS пораки додека возите, секогаш да бидете внимателни, фокусирани и концентрирани, да се користи детско седиште за автомобил, да се користи безбедносен појас, никогаш да не пијат кога возат. Меѓу повозрастните возачи има и една поговорка која често ја употребуваат: вози бавно, стигни славно. Убаво речено, но ќе биде уште поубаво ако возачите ја разберат и незината суштина.